Почитувани членови на Советот на Општина Куманово, почитуван градоначалник Максим Димитриевски, почитувани представници на Општинската администрација, почитувани представници на медиумите. Добар ден, евен е на второто продолжение на 29-та седница на Советот на Општина Куманово. Продолжуваме таму кај што застанавме во четвртокот, имено сега сме на седмата точка од дневниот ред, која гласи Предлог одлука за прифаќање на предлог за избор на најповолна понуда за воспоставување на јавно-приватно партнерство помеѓу јавен и приватен партнер заради модернизација и одржување на системот на јавно осветлување во Општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повелете, дали некој бара збор? Први советникот Зоран Петрушевски се јави за процедурална забелешка. Повелете. Така, благодарам. На првиот дел од седницата, пред да дојде прекинот кој што сега продолжуваме, вие дадовте пауза со цел, како кажавте, да се обезбеди присуство на градоначалникот и после половина сат, тоа не се случи. Медиумите после известија дека градоначалникот не бил воопшто во земјата, бил надвор. Дали е тоа така? И ако е така, како тоа вие да не знаете? Во таа смисла, дали е во тој ден градоначалникот бил во Куманово? Тоа ме интересира. Благодарам. Не ја гледам суштинската процедурална забелешка за текот на седницата. Да, градоначалникот беше отсутен, но постоеше можност да се врати во текот на тој ден. И правевме напори тоа да се случи, за жал не успеавме и затоа продолжуваме така како што продолжува. Дали некој друг бара збор? За збор се јави советникот Драган Петковски, повелете. Благодарам. Значи, денеска треба да расправаме за јавно-приватно партнерство во сфера на градско осветлување. До сега ова работа се вршеше преку јавното предпријатие Куманово паркинг. Па затоа уште веднаш би мислам дека ќе беше згодно на оваа седница да присуствуваше и директорот на ова јавно предпријатие, бидејќи полна информација околу јавното осветлување би можел да ни каже лично тој. Долго време јавното осветлување оди преку ова предпријатие. Понатаму, со ова јавно-приватно партнерство, земаме уште една од дејностите со кои што се занимаваше јавното предпријатие Куманово паркинг. Ако добро се сеќавам, пред неколку години ова предпријатие располагаше и со ресторанот во Пелинце и ресторанот на Кеј. Со одлука на Советот, овие објекти премина со нив да располага и со нив да стопанисува јавното предпријатие Чистота и зеленило, а Куманово паркинг му останаа вработените од овие објекти. Пред неколку месеци на ова предпријатие му ги зедовме објектите со кои што ги издаваше под закуп во стариот така наречен занатски дом во Куманово, и овие објекти преминаа на стопанисување на сопственикот Општина Куманово. Тука нема ништо спорно, тоа е одлука на Советот и на Општината. Меѓутоа, бројот на вработените на Куманово паркинг пак остана ист. Намаливме приходи, му намаливме работа. Денеска треба да одлучиме и за прифаќање на јавно-приватно партнерство за јавното осветлување. Тоа е уште една од дејностите, уште една од начините на кои што јавното предпријатие Куманово паркинг прибираше средства, а бројот на вработените во ова предпријатие пак ќе остане ист.
Ако ги погледаме финансиските извештаи на ова предпријатие имаше помалку од 30% од вкупните приходи од основната дејност паркинг. Околу 70% од приходите одеа од јавното осветлување и од издавање под закуп. Значи сега ова предпријатие го оставаме со 30% од приходи, а со исти број на вработени. Како мислиме дека ова предпријатие ќе функционира понатаму? По мене, во рамки на ова јавно-приватно партнерство, би требало да се содржи точка за превземање на дел од вработените од јавното предпријатие Куманово паркинг во новиот приватен партнер, што ќе ја земе да ја работи ова работа. Инаку, ако тоа не го направиме, ќе створиме уште еден загубар од јавните предпријатија со кои што располага општината. Благодарам. Ви благодарам. Пред да продолжиме, би сакала да му дадам збор на председателот на комисијата која спроведуваше оваа постапка за јавно-приватно партнерство, Ивица Димовски, повелете. Благодарам, председателе. Почитувани, јас само еден краток воведно образложение за целава постапка. Малку поблиско до микрофонот да ве слушаме сите, внимателно. Сега е добро, само благодарам. Подонесен заклучок за усвојување на физибилити студија за оправданост од установување на договор за јавно-приватно партнерство за модернизација и одржување на систем за јавно осветлување во општина Куманово, број 09/7994/7 од 12.12.2018 година, Одлука за започнување за постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за модернизација и одржување на систем за јавно осветлување во општина Куманово, број 097994/8 од 12.12.2018 година, како и одлука за изменување и дополнување на одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за модернизација и одржување на систем за јавно осветлување во општина Куманово, број 09-8313/18 од 26.12.2018 година од страна на Совет на општина Куманово. Формирана е комисија за спроведување на постапка за воспоставување на јавно-приватно партнерство за модернизација и одржување на системот за јавно осветлување во општина Куманово од страна на градоначалникот на општина Куманово. По изготвување на тендерската документација и нацрт договорот од страна на комисијата, објавен е оглас број 5/19 за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство со отворена постапка. По детално разгледување на понудите, извршената техничка и финансиска евалуација на понудите, одржаната електронска аукција преку електронскиот систем за електронска аукција ЕСЕА при Министерството за економија на Република Северна Македонија, имајќи го предвидот за критериум за избор на најповолна понуда, поточно процент кој приватниот партнер ќе му го отстапи на јавниот партнер од вкупната собрана и уплатена комунална такса на месечно ниво, прибрана по основ на јавно осветлување, како и прифаќање на условите предвидени во тендерската документација, комисијата заклучи дека најповолна понуда за воспоставување на јавно-приватно партнерство помеѓу јавен и приватен партнер заради модернизација и одржување на системот за јавно осветлување во општина Куманово врз основа на соодветна физибилити студија е понудата на група понудувачи ИЦС системи од Република Чешка, подружница во Охрид, Република Северна Македонија. Утврдената најповолна понуда градоначалникот на општина Куманово ја доставува до Советот како предлог избор на најповолна понуда за воспоставување на јавно-приватно партнерство и модернизација и одржување на системот за јавно осветлување во општина Куманово. Еден краток вовед за целокупнава постапка од донесување на одлука за формирање на комисија до сега. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јави советничката Анета Шандева Доневска. Повелете.
Благодарам, почитувана председателка, почитуван градоначалник, колеги советници, општинска администрација, медиуми и почитувани граѓани. Во одлуката, која што ја одложивме од седницата во четврток, ние добивме едно кратко образложение, кое што сега почитуваниот председател на комисија ни го прочита. Значи, тоа е целокупното нешто што ние како советници го добивме, кое што според мене е во многу кратка форма и воопшто не е целосно. Образложението содржи само половина страничка, да кажеме во кое со неколку реченици е објаснето за една многу важна и битна работа за нашиот град и за нашата општина. Не можам да не спомнам дека многу пати, не само јас и останатите колеги советници, побаравме мислам дека и од службите и од почитуваниот градоначалник, да видиме процентот кој приватниот партнер ќе му се отстапи на приватниот јавен партнер од вкупно собраната комунална такса колку изнесува на месечно ниво. До денеска ние тој податок не го добивме. Значи, воопшто немаме представа за која сума станува збор, ниту во самото образложение. Иако тоа е една менлива состојба која што се менува на месечно ниво, зависно од уплатата на електрична енергија, меѓутоа сепак можеше досега да се обработи и направи 1% на наплата, за да знаеме колку јавниот приватен партнер би добил за оваа услуга што ќе ја врши. Второ, граѓаните не се запознаени за кој временски период, бидејќи граѓаните не ги отвараат тендерите, а на самиот сајт на општина Куманово нема ништо во врска со ова јавно-приватно партнерство, така да граѓаните не знаат за кој временски период ќе биде дадено за настопанисување на јавниот приватен партнер. Не навлегуваме во законскиот дел и не се сомневаме дека успешно и уредно е завршен. Меѓутоа, знаете сите дека ние како советничка група уште од самиот почеток сме против оваа идеја, а сега ова уште повеќе ги подгрева сомнежите, бидејќи не го знаеме износот, а дури во ова образложение ниту еден од условите имаме под кој ќе биде дадено ова улично осветлување на јавниот приватен партнер. Еднаш во една прилика градоначалникот посочи дека и општината Охрид го има издадено на ваков начин со јавно-приватно партнерство нивното улично осветлување. Меѓутоа, како што би кажал самиот градоначалник, скролајки погледнав дека општина Охрид добива одредена надокнада која што сите може да ја видиме на годишно ниво од самиот партнер. Јас овдека не видов, значи само пишува дека процентот кој приватниот партнер ќе му го остапи на јавниот партнер од вкупно собраната и уплатена комунална такса на месечно ниво, прибрана по основ на јавно осветлување, како и прифаќање на условите. Значи нашиот јавен приватен партнер нема никаква обврска да може одредени средства да исплаќа. Целокупните средства ги зима тој самиот, располага со нив, значи. Па затоа ќе ве замолам, гледам дека не го дувате со глава. Доколку има одредени услови кои што ни ги немате напишано, значи ние не знаеме, ниту граѓаните знаат, ќе би ве замолила да условите од тендерот подетално ги објасните, затоа што ова е сериозна работа. За прв пат општина Куманово склучува ваков договор, за кој што да не се повторувам, ние како советничка група од наши оправдани причини бевме против тоа, меѓутоа би ве замолиле во интерес на граѓаните и во интерес на самите, бидејќи сепак сметам дека треба да знаеме под кои услови се издава, да ни кажете некој од наведените услови кои што ги спомена во ова, за да не би должела. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јавува градоначалникот Максим Димитриевски. Повелете, градоначалник. Добар ден, благодарам почитувана председателке, почитувани советници, представници на општинската администрација, представници на медиумите. Најпрвен, мое жалење што на минатата седница, тоест на истава седница која што отпочна минатата недела, не успеав да стасам и да физички да присуствувам тука. Председателката не беше информирана за моето службено патување, затоа што бев на покана од Европска банка за обнова и развој да присуствувам на конференција во Лондон со цел да Куманово го ставиме во
рамки на нивниот проект Зелени градови, каде што се најуспешните градови од регионот и пошироко, и со цел да можеме да користиме дополнителни средства од тие фондови и кредитни линии кои што се на располагање на Европската банка за обнова и развој. И тука има позитивни информации, но со тоа ќе излезам во јавноста во престојниот период. По однос на информираноста, сакам да кажам дека јавноста треба максимално транспарентно била и ќе биде информирана не само за оваа постапка во делот на првиот пример во општина Куманово за јавно-приватно партнерство, туку и за сите останати постапки кои што се работат во општина Куманово. Сите се транспарентни, може да бидат доставени на увид сите документи, сите постапки по однос на отворени тендерски документации се објавуваат согласно онака како што беше најавено од страна на оваа влада на веб сајтовите, и тука нема ништо тајно, затоа што општина Куманово во континуитет, еве веќе втора година, остварува сериозни заштеди по однос на сите јавни постапки и тендерски постапки кои што ги спроведуваат. Минатата година тоа беше некаде приближно околу 60 милиони денари. Оваа година со ова јавно-приватно партнерство заштедите ќе бидат уште поголеми, се со цел да тешката финансиска состојба во која што се наоѓаме ја пребродиме и во делот на заштедите генерираме дополнителни средства како би можеле да застанеме конечно на здрави нозе, бидејќи обврските се поприлично големи. Јавното приватно партнерство не е новина во Република Македонија. Имаме поголем број на позитивни примери, како што е општината Охрид. Имаме јавно-приватно партнерство со уличното осветлување во општина Струга, во општина Кавадарци. Што е по мене најбитната работа за ова, беше информиран советот. Ние имавме, ако се сеќавате, целата анализа беше доставена и целата студија за јавно-приватно партнерство беше доставена до советот и се отвори овде широка дебата. Исто така приносењето на одлуката за отпочнување на постапката исто така се дебатираше и од моја страна, а и од изготвувачот претходно на студијата беше објаснето што тоа општина Куманово добива со еден ваков проект. Првично треба да знаеме каква е фактичката состојба. Значи, втора година како градоначалник, јас се соочувам со илјадници барања од граѓаните во делот на неквалитетно улично осветлување. Јас разбирам дека немаме финансиски потенцијал да изградиме булевар. Немаме финансиски капацитет да изградиме канализација во одредено место каде што ја нема. Немаме финансиски капацитет да изградиме сериозна инфраструктура за атмосферска канализација, но да ми дојде граѓанин и да ми реагира на неколку месеци наназад и да реагира за улично осветлување, а општината да нема капацитет да го реши тоа, значи дека нешто сериозно не функционира. А од друга страна средствата се трошат. И парите одат. И кажано низ бројките, значи толку колку што наплаќа некаде на месечно, на годишно ниво, значи комунална такса по однос на јавно осветлување, кога ќе ги распоредите тие средства за платена електрична енергија, за инвестиции кои што недостасуваат последните години, бидејќи не ја шириме мрежата за осветлување, за замена на постоечките светла, за одржувањето, доаѓате до некаде слична бројка на трошоци. Зошто е добро јавното приватно партнерство? Првично, да се разбереме, најдобро е доколку имате собствени средства, да инвестирате во прва фаза 2 милиони евра, во втора фаза уште 2 милиони евра и да си купите собствена опрема. Но бидејќи општина Куманово ги нема тие пари, принудена е да бара јавен партнер како што тоа го направила општина Охрид и останатите општини и да инсталира квалитетно улично осветлување со современ начин на осветлување со LED лампи за да ги намали трошоците и онаа што е едно од најбитните моменти, а тоа е намалување на емисијата на CO2 гасови во атмосферата и затоа овие проекти нас ќе не стават во рамки на
зелените градови, без да имплементирате ваков проект, зелен проект, вие не можете да добиете зелен печат, дека сте зелен град. Кога овој проект ќе се спои со проектот на гасификацијата, ние веќе создаваме можности и добиваме доволен број на поени да бараме посериозни средства по основна инвестиција да вложуваме во енергетско ефикасни проекти. А тоа значи обновување на училишта, изградба на фасади, замена на прозорци, врати, дополнителна инсталација за грејање. Нешто што во овој момент во нашиот град, кај што последното училиште е изградено од 80-тите години, и децата учат во услови кога се учело 80-тите години овде, е мисловна именка од аспект на нашата финансиска состојба. Што ние ќе добиеме? Ќе добиеме партнер, согласно договорот кој што ви беше ставен на увид на сите вас во Советот, а воедно и на јавноста, јавно, транспарентно објавен во самата тендерска постапка. Се јавија две фирми, како што информираше председателот, бидејќи јас следев постапката, но немав директен увид во самата постапка, од кои што и двете реномирани фирми кои што се занимаваат со овој бизнис, имаше интерес од поголем број на фирми, но очигледно дека не пристапија и не учествуваа на самата постапка од нив познати причини. Информиран сум дека едната фирма има понудено да и отстапи од финансиските приходи 5% на општината, додека оваа фирма за која што денеска ни информира комисијата дека има добиено постапката, а тоа е черка фирма на чешка компанија, ICS системи, има понудено 20% плюс 2% назад од средствата во делот на инвестиции. Што тоа преведено во средства значи? Тоа значи дека некаде средствата кои што се движат помеѓу 60, 65 или 70 милиони денари на годишно ниво, кои што се прибираат по основна комунална такса, а одати се уплаќаат на приватниот партнер, назад на општината ќе бидат вратени 20% како чист приход на општината. Доколку можев оваа да го направав, ќе го направев уште минатата година. За жал, потребна беше да се изготви аудит, студија, сите потребни одлуки, согласно закон да се спроведе тендерска постапка и денеска сме ние тука. Зошто? Да го направивме оваа минатата година, ние денеска на конто ќе имавме приходи, чисти приходи на општината од некаде 16 милиони денари, што се преведени во евра некаде 270-80 евра, и ќе имаме ситуација со тие средства да градиме нови проекти. Но никогаш не е доцна и добро е што Куманово ќе биде еден од позитивните примери за прва спроведена јавна приватна постапка во овој период од изминатите 2 години. Со оглед на фактот дека добив информации дека јавниот партнер е всушност позната фирма која што веќе работи и функционира во нашата држава, по примерот на град Охрид, во консултации со колегите таму добив референца дека системот функционира и онаа што е најбитно е, граѓаните средствата кои што ги уплаќаат по основна комунална такса да добијат соодветна услуга за тоа. Синочка на влез во градот, цела линија не ни работеше на 11 октомври. Исте случајот, значи, и со дел од Трета Македонска, дел од Октомвриска револуција. Проблемот со уличното осветлување во општина Куманово не е само во делот на онаа што значи да се промени сијалица. Најголемиот проблем е со дотрајаната инсталација, која што со години, со децении наназад не е одржувана и не е менувана. Овој приватен партнер презема обврска
во што покусможен период да ја промени инсталацијата, да постави нови броила за отчитување на електричната енергија, мислам дека се над 150, и да ја врши целосната услуга на општината кон граѓаните во делот на онаа што значи техничко одржување. Тоа ќе значи дека повеќе од тука на натаму, по потпишување на договорот и завршување на периодот на имплементацијата на проектот, секој столб ќе биде одбележен со одреден серијски број. На истиот столб ќе имаме телефон за пријавување на телефонски дефекти и минимум од 24 до 48 часа и максимална екстензија до руралните средини до 72 часа да биде заменета таа сијалица, детектиран отклонет дефектот и така натаму. А паралелно со тоа, општината само ќе врши надзор и систем на контрола дали јавниот партнер во целост се извршува својата работа. И сосема на крајот, бидејќи знам дека секогаш ќе се шпекулира. Сите оние работи кои што ги наведовте за јавното предпријатие Куманово паркинг, кое што кога дојдов на челната позиција градоначалник, заедно со вас беше финансиски блокирано и имаше долгови од над 1 милион евра, се разрешени за овој кус временски период од 1 година и 7-8 месеци. Ова јавно предпријатие има перспектива, бидејќи со проектот нулта толеранција, со воведување на нови паркинг места, всушност ја има својата примарна за цел задача, а тоа е да стопанисува со паркинг услугите кои што ги добива местата од страна на општината и треба да понуди квалитетен сервис на граѓаните по системот на времен режим на паркирање во градот согласно одлуката на Советот. Оваа предпријатие ниту го гледам, нити размислувам дека треба да биде концесионер на угостителски објекти и да набавува патлиџани и плескавици по пат на јавна постапка, ниту пак го гледам бидејќи праксата покажува дека без разлика што општината средствата што му ги уплатува на предпријатието, ние де факто немаме квалитетно улично осветлување и добра услуга и доаѓаат огромен број на реакции од страна на граѓаните. Затоа ќе продолжиме во духот на позитивниот тренд да создаваме нови паркиралишта во градот, дури се размислува за втора и трета фаза на паркирање, кое што ќе биде символична и за ваша информација, истата ја иницираат граѓаните кои што живеат во одредени делови на градот, а имаат сериозни проблеми да го решат паркирањето на локациите каде што живеат. Ваквата одлука со сигурност нема да наштети на оваа јавно предпријатие, инаку многу транспарентно од страна на самиот директор и менаџер во ова јавно предпријатие многу пати е укажувано и на последната седница, ако добро се сеќавам, беше укажано дека е ова еден корисен проект. И најголемата придобивка е дека самиот проект ќе даде можност за адаптација на уличното осветлување и кога ќе отпочнеме со студија за изградба на паметен град, истиот систем ќе може да се конектира на системот кој што популарно сега го нарекуваат Smart Cities Projects. Нешто што е најнова работа секаде и тренд во светот. Како и да е, оваа концесија согласно договорот или јавно-приватно партнерство е со период од 10 години, партнерот е должен да инвестира по спецификацијата во опрема и адаптација на истата на почетокот и после 7-та година да изврши промена на опремата
и да даде дополнителни 7 години гаранции дека истата ќе функционира. Проектот кој што е реализиран во Охрид се однесува за период од 15 години. Во Куманово добиваме договор за 10 години, што значи дека после 7-та година ќе имаме опрема која што ќе биде функционална со гаранција и ќе можеме сами да ја стопанисуваме последните 4 години од нејзиниот работен век. Како и да е, во секој момент, доколку некој не се придржува до договорот, овој договор може да биде раскидат, како што беше случајот во општина Кавадарци, каде што новиот градоначалник по доаѓање на власт, а во консултација со него го прашав зашто се работи за друг концесионер, кој што не се придржувал на договорот, свесно го исклучувал светлото во одредени градови, за да се направи уште поголема заштеда, бидејќи во овој случај јавниот партнер ја презема обврската да ја плаќа потрошената електрична енергија, а знаете светлото најповеќе штеди кога не свети, и поради такви причини бил раскинат тој договорот спогодбено, но секако дека во следниот период општината преку комуналните служби, кои што ќе морат да бидат зајакнати, ќе врши дополнителна контрола на целиот овој пакет на услуги кои што во ова јавно-приватно партнерство ќе ги реализираме и добиеме. И уште една работа во делот на консултации со Министерството за економија и луѓе кои што работат на јавно-приватно партнерство, сме посочени како општина која што за пример спровела една ваква постапка од почеток па се до нејзина финална фаза, а тоа е потпишување на договорот. Затоа барам од советниците, бидејќи претходно дадовте согласност за отпочнување на една ваква постапка, да дадете поддршка на овој проект, бидејќи истиот е во интерес на сите наши граѓани на општината, а воедно и ова е еден од најголемите проекти во делот на онаа што значи јавен интерес во нашата општина. Ви благодарам. Благодарам, градоначалник. За збор се јави први Анета Шандева, донеска реплика, мислам. Тама пред вас се јави Анета, па ви. Благодарам, председателке. Благодарам, почитуван градоначалник, добивме значи едно исцрпно и големо објаснување, кое што го побаравме од вас. Слушнаа граѓаните дека на јавниот приватен партнер, значи рокот ќе биде 10 години. Меѓутоа, мене не ми е јасно зошто претходната седница одвоивме дел од средства, слаб интернетот, не можам да ја отворам седницата да видам колку пари префрливме на јавно предпријатие паркинг, на име улично осветлување. Во вашето излагање опширно слушам дека многу брзо ќе почне со работа, да работи јавно-приватниот партнер. Па ме интересира зошто тие средства ги префрливме на Куманово паркинг, јавното предпријатие. Убаво елабориравте, убаво кажавте, ние треба да се осовременуваме, да одиме напред, сите сме за тоа. Според вашето објаснување, очекуваме Куманово да биде Лас Вегас. И ќе бидеме благодарни и сите ќе ви пружиме рака ако излезе така. Не само комуналните служби, ние ќе бидеме контролори на ова. Затоа што станува збор за една огромна сума пари, која што еве дел од неа сами кажавте, ќе се префрли на тој јавно-приватен партнер и треба да си го испочитува до последната ставка од договорот кој што вие допрва ќе го склучите. Така да стварно не знам зошто се префрлија тие пари, ако можете и тоа да ни дадете одговор, бидејќи сте мнозинство и ќе го изгласате ова, ќе посакаме успех, меѓутоа ќе останеме на тоа дека навистина ова можеше да го изработи нашето јавно предпријатие паркинг со еден минимален тим за кој што многу пати дебатиравме, меѓутоа кога веќе сте решени и постапката е почната, ние секако ќе посакаме успех на овој нов приватен партнер. Благодарам. Благодарам. Одговор на репликата, градоначалник.
Па да, логично е прашањето, но се до момент до имплементација на проектот, значи обврската за одржување на јавното осветлување ја има јавно предпријатие Куманово паркинг. Значи, замислете, 10.000 сијалични места. На некој од тие сијалични места имате и по 4 светла. Да се променат е потребно време. Период на имплементација на проектот е од 3 до 6 месеци. Од моментот кога целосно ќе биде завршена услугата, од нивна страна ќе биде превземен целиот систем да се одржува и стопанисува. До тој момент треба овој град да свети. И затоа е потребно јавното предпријатие да го одржува системот. Ако се сеќавате, постапката некаде мислам дека во март, во февруар месец ја отпочнавме овде со седница на Советот. Што требаше? Да го оставиме градот да сгасне целосно. Значи, видите, уличното осветлување и системот на општината е таков. Значи, тоа е еден механизам кој што врти. Дали вие ќе го менаџирате или не го менаџирате, трошоците се исти, тие се режиски константно. Овде се работи за нешто друго. Значи, овој проект е потребно да профункционира и јас верувам дека ќе функционира, бидејќи ќе има инсталирано современа опрема, која што е произведена во Европа, а ја, почитуване советничке, нити се обидувам, нити ти пак сакам Куманово да го направам Лас Вегас. Јас сакам Куманово да заликува на нашите модерни братски градови, како што е една Бања Лука, како што е еден Нови Сад. Фирмава доаѓа од Прага. Верувам дека тие искуства ќе се пренесат овде, па да наликуваме на модерните европски градови од регионот би било одлично. За жал тоа што не е вложувано со години во инфраструктурата и желбата која што ја имате вие, дека нашето јавно предпријатие беше најдобро да инвестира во овој случај, во оваа опрема, јас се согласувам со вас. Но каде да ги најдеме 4,7 милиони евра потребни за инвестиции, а во прва фаза половина од овие средства и повеќе, затоа што треба да се инсталираат нови светла и треба да се промени застарената инсталација. Па погледнете ги бандерите на што ни личат. Кога доаѓа прв пат да го работат аудитот, инженери кои што беа ангажирани, велеа вакво нешто нема во Македонија. Во Куманово само Спајдермен фали да се шета по оние жици, а така е наследен градот. Па мора да почнеме од нешто да го средуваме градот. И затоа ќе има сериозни проблеми, бидејќи секој ставал и пуштал кабел во градот кој како сакал, се уште немаме законска регулатива за да се уреди тоа во државата, општината не може и нема на што да се повика за да донесе одреден акт и се уште се надмудруваме со концесионерите во делот на решавање на овој проблем со каблите. Замислете, најлесно е да ги скинеме, ќе треба да исечеме инфраструктура од стотици и стотици километри кабли во градот, ама сите ќе останат без телевизија, бидејќи граѓаните гледаат телевизија на тој начин. Така да не е лесно да се решаваат работите кога имате нешто старо за решавање, но како и да е, верувам дека доколку ова биде имплементирано, Куманово ќе личи во целост на оној дел на градот каде што претходно инсталиравме пилот проекти со лет осветлување, а тоа е градскиот плоштад и дел на булеварот Октомвриска револуција, кој што ако приметувате и за жал покрај тоа што се пилот проекти, поради застарената инсталација, повторно знае да генерира проблеми. Затоа знам дека овие екипи кои што ќе бидат ангажирани во следниот период на промена на оваа инфраструктура застарена, ќе имаат поприлично проблеми, но така е, додека се постават работите. Се уште немам идеја што со постоечката инфраструктура, која што ќе биде демонтирана,
а е во наша општинска собственост. Еве апел до сите вас советници, доколку имате конкретна идеја, да излеземе со конкретен предлог во следниот период, бидејќи таа првично ќе биде складирана, а подосна или ќе мора да биде продадена, како стара, не верувам дека некој ќе пројави интерес да ја купи, но можеби имате некоја идеја да ми понудите. Ги праша во Охрид имаат една полна хала на јавно предпријатие со вакви стари лампи, кои што стојат со години. Не би сакал таков да биде примерот и со Куманово, доколку изнајдеме начин, јас би одел на варијанта исто така, бидејќи е тоа имот на општината, со оглас на јавно надавање, доколку има заинтересирани лица да ја откупат, онаа што е најдобро што може да се преадаптира, доколку сметате можеме со одлука на некои од помалите, посиромашните општини да дадеме на користење, но како и да е, еве отворам, тоа е предмет за едно размислување. Студијата дава идеи по примери на продажба во фирми кои што се задолжени за складирање на тој и уништување, рециклирање на тој отпад. Благодарам. Ви благодарам. Драган Петковски бараше првја реплика. Благодарам, председателка. Значи, во мојата дискусија наведов дека на јавното предпријатие Куманово паркинг во последниве неколку години им се одземени неколку работи со кои што се занимаваше ова јавно предпријатие, а бројот на вработените остана ист. Значи се сложувам со градоначалникот дека не е соодветно ова јавно предпријатие да набавува пиперки и патлиџани за рестораните со кои што располага. И добро е што се одземени. Меѓутоа, исто така мислам дека ни јавното предпријатие Чистота и зелениво на кои што и се дадени овие ресторани не е соодветно да набавува пиперки и патлиџани. Значи не сме промениле ништо со тоа. Мојата основно прашање беше на ова предпријатие му се одземени 70% од приходите кои што ги има, а бројот на вработените не само што остана ист, него и се зголеми во последниве 3-4 години. Значи, по мене би било соодветно, ако му се одземаат дејностите, да се намалува и број на вработени. Значи, ако јавното осветлување преминува во јавно-приватно партнерство, тогаш и оние вработени во ова јавно предпријатие паркинг, кои што се занимавале со оваа дејност, треба да преминат во некое друго предпријатие. А вака ќе останат само како оптеретување на ова предпријатие, кој што и така работеше со загуба, а сега уште повеќе. Благодарам. Благодарам. Повелете, градоначалник, доколку имате одговор. Повелете. Значи, јас апсолутно се согласувам со вас во еден дел, дека јавниот сектор е лош стопанственик и дека секаде во светот сите јавни услуги се даваат на приватни концесионери, приватни партнери. Вие, колега, доаѓате од приватниот бизнис, јас исто така. Значи, знаете како е во приватна компанија. Му велите оваа чаша да биде полна и ако не биде полна и реализирана за 5 минути, значи добива опомена, следниот пат отказ. Во јавниот сектор не е така. Јавниот сектор функционира бирократски, споро, со сериозни финансиски проблеми наследувани со години и години. Онаа што е битно за Куманово паркинг е тоа дека таа приказна со Куманово паркинг кое што беше со лошо реноме, презадолжено, а првенствено поради тоа што го менаџираше системот на улично осветлување. Бидејќи имавме енормни трошоци за одржувањето, а немавме реализација. Е надминато. Ова јавно предпријатие функционира стабилно. Тоа се гледа и од извештаите за работа. Се поставува прашањето, па како е можно тоа сега? Порано не функционирало, сега функционира. Па предпоставувам дека начинот на менаџирање, но не заборавајте дека и овој совет на општина Куманово, во дел на капитални инвестиции, издвои средства
за изградба на катна гаража и ги даде на стопанисување тие паркинг места кои што се значителни во централното градско подрачје. Па воведовме проект за нулта толеранција и пајак возило кое што ако во минатото собираше едно или две непрописни возила, сега собира повеќе возила. Воведовме исто така целосен нов паркинг со над 90 паркинг места на локација позади берза, кај што беше мисловна именка да се вцрта паркинг или да се има било каков ред, а можеме да отидеме сите заедно и да видиме дека ова јавно предпријатие како квалитетно го стопанисува овој простор на задоволство на сите, па и на самите граѓани кои што живеат тука, бидејќи прв пат некои од граѓаните имаат можност да си закупат по повластена цена паркинг место и да го паркираат своето возило. А во делот на чистота и зеленило апсолутно се согласувам и сметам дека јавното предпријатие Чистота и зеленило треба да има интенција да ги подобри услугите примарни на оваа јавно предпријатие, а тоа е одржување на јавните прометни зелени површини, одржување на хигиената, а не да се занимава со организација на ресторани, кафеани и така натаму. И како што знаете, веќе дел од објектите кои што беа во нивна собственост на стопанисување се издадоа по пат на јавна лицитација, а тоа е еден дуќан во градскиот базен и локацијата на Кеј, каде што од страна на приватник во моментов се инвестира за отварање на кафуле и исто така параста салата на градските гробишта, која што достигна на попат на јавна лицитација енормен износ, но гледам дека концесионерот ја стопанисува и тоа успешно, а јавното предпријатие доби само чист финансиски бенефит од тоа. Доколку го гледаме тоа, ќе излезам на една од следните седници со можност за давање и отварање на јавно-приватно партнерство и за останатите угостителски објекти во градот, вклучувајќи го и градскиот базен, бидејќи истиот генерира на месечно ниво на општина Куманово чисти значи трошоци од над 700.000 денари кои што ги плаќаат граѓаните на општина Куманово. Ние доколку ги направиме тие заштеди, ние ќе можеме финансиски подобро да се менажираме во општината и да ја намалиме таа финансиска дубиоза со што побрзо враќање на обврските кои што ги генерираме. И еве за ваша информација дека е потпишан нов договор со Министерството за финансии по однос на долгот што општината го има за МЕА проектот кој што датира од периодот 98-2002 и за кој што сме апсолутно блокирани како општина, направивме репрограм на дел од долгот и уредно го плаќаме. До сега имаме исплатено од самиот долг некаде околу 8 милиони денари. Веќе се подготвуваме да уплаќаме и поголем број на рати, се со цел да го вратиме долгот, а да се обидеме со државата по можност со одлука на владата да ни биде отпишана каматата, која што е двојно поголема од основниот долг, за да конечно излезе општината од оваа тешка финансиска состојба и да создаде услови да се задолжува под поволни услови, бидејќи нашите кредити кои што се земени во минатото се земени под тогашни услови. Вие денеска имате можност со Европска банка да добиете кредит до 5 милиони евра за енергетско ефикасни проекти и со 1% камата на годишно ниво фиксирана, грейс период до 2 години и апсолутно по реализација на проектот да добиете 20% грант, пари кои што тие ви ги даваат за дополнителен развој, се со цел да се достигнат стандардите во живењето. Но за да дојдеме до квалитетни пари, треба да ги вратиме старите обврски кои што никој не сака да ни ги прости. Но како и да е, верувам дека ќе најдам на разбирање во делот на јавното партнерство и за градскиот базен и за
услугите кои што чистота ги дава во дел на угостителските услуги, бидејќи има заинтересирани инвеститори и тоа на моје задоволство инвеститори и од нашата држава и од нашиот град, кои што доаѓаат конкретно познати стопанственици и нудат одредени решенија, ги нудале и порано, но немало интерес. Јас сум подготвен и со цел да дадеме подобра услуга на граѓаните, а и со цел да се направат максимални заштеди за општината, да разговараме на овој план и секако сето тоа да го спроведеме на најтранспарентен начин. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јави советникот Ферис Дервиш, повелете. Здравни. Благодарам. Поздрав до градоначалникот, господинот Максим Димитриевски, председателката на Советот на општината Атина. Поздрав до сите советници присутни, представници на општинската администрација и сите други кои не слушаат. Јас не земам збор само да дискутирам, туку ќе бидам многу краток, бидејќи температурите се високи и ние како група на советниците, како советничка група на ДУИ, сме го поддржале основувањето на ова јавно-приватно партнерство во Куманово. Факт е дека во Македонија има јавно-пријатно партнерство кое функционира, но за нас во Куманово е новина и, како да кажам, е нешто ново за нашата општина, но ќе видиме како ќе се развие ова. И поради ова јас сакав да поставам две кратки прашања, значи не земам збор да дискутирам. Градоначалникот сигурно може да ми одговара, но и председателот на комисијата, кој се представи во почетокот со својот говор, колку е основата на капиталот, основачкиот капитал на приватниот партнер кој ќе стопанисува со заедно со нашата општина, значи колку е основниот влог, основачкиот влог. И второто, дали има поднесено ова предпријатие која учествувала во оваа лицитација, дали има поднесена развојна програма, колкава ќе биде инвестицијата на ова предпријатие во определени или неопределени рокови, односно според потребите во. Благодарам. Повелете, граѓани. Благодарам за прецизните прашања. Значи, видите, кога ќе кажете поим јавно-приватно партнерство и во партнерството некој нешто дава од партнерите. Во овој случај општина Куманово не вложува финансиски средства. Таа пренесува дел од надлежности на јавниот партнер кој што ги има со јавното приватно партнерство. Кога дискутирам вака на прва, со странци велат, па кај има тоа, дајте да направиме сите такво партнерство, да ни дојдат од страна, да ни инвестираат. Јавниот приватен партнер, согласно договорот кој што е резултат на студијата, треба да инвестира во следните 10 години 4,7 милиони евра во опрема и во самиот систем, за да истиот функционира. Општина Куманово пренесува надлежности и услугата која што граѓаните ја плаќаат за јавно осветлување, ја пренесува на јавниот партнер. Јавниот партнер со тие средства ја исплаќа својата инвестиција, нормално создава заработка и дел од тие средства
ги враќа на општината во износ од 20% на месечно ниво од приберената такса, а на годишно ниво на бруто соберениот износ издвајува 2% за нови инвестиции. Тоа значи, доколку оваа година во рамки на инвестиционата програма ние планираме 200.000 евра за инвестиции во ново улично осветлување, градот се шири, имаме потреба од нови инсталации. Значи, тие ќе бидат платени од страна на јавниот партнер. Но доколку предвидиме 500.000 евра, тогаш разликата во средствата од 200 до 500 ќе биде платена од страна на општината, со што јавниот партнер согласно договорот ја презема обврската и за ново наместената инсталација да даде гаранција и да ја преземе на одржување, бидејќи во следните 10 години овој град ќе се шири. По однос на второто прашање, не ве разбрав само за што се однесуваше. Оснивачкиот лок е 4,7 милиони евра. Значи, ама тоа се средства капитални инвестициски во делот на ова. Инаку оснивачки влог, како оснивачки влог, ова јавно-приватно партнерство нема, бидејќи ние не формираме правен субјект. Ние само пренесуваме дел од надлежностите на јавниот партнер, што законот ни го дозволува, а тоа е на приватниот партнер. Ние не формираме мешовита компанија со нив. Туку услугата која што во моментов со закон е дадена на општината, а согласно законските можности ја пренесуваме на јавниот партнер. Овој систем функционира во повеќе општини, во некои повеќе од 5 години и се покажа како успешен, а на една од седниците на ЗЕЛС, која што имаме на почеток на оваа година, беше испратена од страна на владата препорака да се склучуваат вакви јавни приватни партнерства, бидејќи истите генерираат бенефит особено на финансиски блокираните и слабо ликвидни општини. Благодарам. Повелете Дервиши дополнение. Се во ред. За второто прашање, кога кажав дали има развојна програма за инвестиции и одржување на мрежата за јавно осветлување предпријатието која ќе стопанисува со јавното осветлување. Во основа на тоа што го разбрав ја, градоначалникот кажа и сега можам да констатирам дека ова стопанисува со 100% капитал на јавното предпријатие за одржување на јавното осветлување. Ме интересираше само тоа дали има развојна програма и дали има рокови предвидени и попрецизни. Колку ќе инвестира и како ќе ја одржува понатаму мрежата. Благодарам. Повелете ако имате. Или се разбравте, барете. Благодарам. За збор се јави советникот Зоран Петрушевски, повелете. Така, благодарам. Во говорот на градоначалникот веќе на почетокот чувме и јас расчистив со дилемата за паузата од минатиот час, од минатиот не час, туку почеток на седницата. Очигледно и тој потврди дека председателот на Советот не знаел дека градоначалникот... Јас ве молам да се држите, можам да прогласам во секое време пауза, можам и сега тоа да го направам, не ми треба ни ваше одобрение, ни коментари, непотребно ја забавувате јавноста. Значи имаме многу сериозна точка на дневен ред. Вас очигледно многу ве забавува и интересира патувањата службени на градоначалникот и тоа ви е повеќе во фокусот колку точката. Држите се до темата на дневниот ред. Не е проблем што градоначалникот бил некаде и треба да иде, како слушнавме за убаво на градот е и топрава ефекти ќе има. Проблем е што председателот не знае каде е градоначалникот. Тоа е проблем.
Председателот понатаму. знае А тоа и треба да го имаше знаат можност граѓаните. да се обезбеди Благодарам, враќање. Меѓутоа благодарам. исто така, моите Благодарам. сознание не се ваша исто така сфера на Благодарам. интерес, ниту како што кажам, немојте да ме прекинувате, кој сте вие да ми одземате збор. Јас ви кажав на почетокот нашиот мандат, јас не сум ваш личен секретар. Јас И ви немам благодарам. потреба да ви давам објаснување и образложение, особено не за начините на процедуралната практика. Така, но советот е тој кој што треба да Така, знае. дека го злоупотребувате, ве молам да прекинете, па да ви дадам збор, бидејќи правите повторно непотребно замајување на јавноста. Дали сакате да зборувате на конкретната тема, колега? Апсолутно сум на темата. Дали сакате Апсолутно. да зборувате на темата? И на седницата. И на Ако седницата и сакате на да темата. зборувате на темата, повелете, продолжете, ако не ќе ви биде одземан зборот. Вашата та во наводници сила, немојте да ја злоупотребувате. Значи, она што го чувме друго од градоначалникот, а што е важно за граѓаните, нормално и за советот, е дека јавното предпријатие кое што ја вршела оваа дејност во минатото, оваа работа не ја вршела на задоволително ниво и нормално до него и воопшто граѓаните имале полно забелешки, што целосно се вклопува во перцепцијата која што ние како советничка група ја имавме за овој сегмент од функционирање на локалната самоуправа, дека јавното осветлување беше лошо менаџирано, а посебно во оној инвестицијски дел и она одржување, а што е резултат на тоа дека нашите граѓани имаа лоши услуги. Добро. Она што понатаму можевме да разбереме, а што председателот на комисијата не ни кажа, тој само ни прочита тоа што веќе имавме ние, но ни кажа градоначалникот, добро, дека на електронското надавање се пријавиле 2 заинтересирани фирми и главниот критериум околу тоа кој процент тие ќе го плаќаат на општината е многу различен. Првата фирма понудила 5%, втората дури 20% од сите примања, нели оние што таксите ги плаќаат до ЕВН граѓаните, па тие пари ќе ги превземе сега приватниот партнер и од тоа 20% ќе уплаќа на нашата општина, што вака едноставно изгледа навистина перфектно и сите обврски кои што градоначалникот ги кажуваше, кои што му стојат на приватниот партнер, ова работа ќе функционира безпрекорно и плюс општината ќе има финансиски ефекти од 20%. Што значи ќе биде во кондиција да решава дали овој инвестицијски дел околу јавното осветлување или некои други проблеми. На сето тоа и разбравме дека градоначалникот верува дека овој проект ќе биде добар, јавното приватно партнерство е добра замисла, добра метода во функционирањето на општините, на државата и така натаму, што се сложувам не 100%, би рекол 1.000.000% на таквото гледање на овој начин на функционирање. Така е, јавното приватно партнерство е убава работа, но морам да кажам, тоа не ми се вклопува со идејата на градоначалникот која што е турка во општината да направиме јавно предпријатие за планирање и така натаму, и токму тоа овдека беше расправа дека јавниот приватен начин на функционирање или само приватниот начин на јавнот општината да ги плати тие услуги е многу подобра варијанта отколку формирање на класично државно или јавно предпријатие. Тоа беше дебата пред некое време, но сега е убаво кога вака ќе слушнеме ваков позитивен развиток во ставовите и идеите кај нашиот градоначалник. Она што е сега проблем кај мене е токму тоа што
градоначалникот верува дека ова ќе биде добар проект, но јас имам проблем со мене во таа смисла што јас пак на градоначалникот не му верувам. Тоа е проблемот. Тој и комисијата, еве, очигледно е дека на хартија ни ставиле само 10 реченици, од кои што добро е председателот на комисијата ги прочита. И тие 10 реченици се тие. Еве во своето усмено излагање колку повише бројки кажа градоначалникот, убаво би било кога тие работи би биле напишани, па ние нормално комплетната визија, комплетната перцепција на градоначалникот би ја имале кога овдека би расправале. Ќе го подсетам градоначалникот, може би има и 7-8 години или 10, токму ние имавме постапка за јавно-приватно партнерство на Куманово газ, овдека јавното предпријатие, и тогаш Советот дебатираше, расправаше, членови бесме и јас и тој заедно одлучивме дека персоналниот состав на општинската управа тогаш не заслужува да им се даде еден таков проект. Значи, јавното приватно партнерство е добро, во ред е, но битен е персоналниот состав. И токму од тој аспект, немајќи верба во тогашниот персонален состав на општинската управа, и јас и тој не дадовме доверба тој проект натаму да се развива. Јавното предпријатие Куманово газ, знаете, ден денеска функционира во ваква форма во која што сите вие го знаете и секојдневно расправаме за него и работиме и така. Она што сега сакам да прашам, просто ми е неверојатно ова, кога вели дека приватниот партнер ќе издвојува 20% од сите приходи, а тоа се отприлике 14 милиона денари на општината, ако веќе, нели како што каже началникот, 70 милиони на годишно ниво се тие пари. Па сега моето прашање конкретно е, дали овие 14 милиони ќе бидат наменети, строго наменети за инвестиции во областа на јавното осветлување, или ќе бидат на располагање, не знам, на општината, па буџетски тоа ќе се распореди лево или десно, а ние ќе чекаме и ќе гледаме како ќе функционира приватниот партнер, ќе навиваме за него да биде успешен, да остане и да ни ги дава тие 14 милиона за некои други работи, или повторувам уште еднаш, дали тие 14 милиони ќе бидат строго наменски. Значи, моето размислување е дека немајќи доверба во силата, во капацитетот на градоначалникот да ги истурка сите овие работи за кои што тој зборуваше, јас нема да дадам подршка од тие аспекти на еден ваков проект и на една ваква одлука. Други аргументи за немањето на доверба во градоначалникот е, па и Министерството за ова, как се вика, труд и социјална политика немаше поверение во него пред некое време и му ги зеде надлежностите, што е сега проблем, нормално и јас и другите да немаме доверба. А каква доверба имаат граѓаните, тоа е веќе нешто што не може да се екзактно измери, без избори, нормално, но веќе граѓаните на Куманово имаат формирано свое мислење. Така да, како и да одлучи Советот на ова одлука, јас посакувам сите зборови, колку и да не му верувам, сите зборови да бидат реализирани не 100%, ако може и 102,7%, како беше, сето тоа да исфункционира, бидејќи тоа е навистина една прекрасна слика и прекрасна работа за нашата општина. Благодарам.
Благодарам. Реплика Максим Димитриевски. Благодарам, почитуван советник. Јас во ингеренциите на советот не се мешам и го уважувам советот и во моментот кога седем на челното место овде до мене, а и денеска од оваа позиција која што имам добиено многу одговорно да ја вршам од страна на нашите граѓани. Тоа кој кого и на каков начин му брифира е интерна работа помеѓу мене и председателот и мислам дека не треба да се оди со таква дисквалификација, бидејќи сепак ние сме одговорни луѓе кои што добиле од граѓаните многу одговорни позиции да водиме. Замислете, и вие и јас управуваме еден град со 115.000 жители и најголема општина во Република Македонија. Многу пати треба добро да се подразмислиме што овде на оваа говорница ќе кажеме и каде треба веќе дискусијата да ја фати својата суштинска насока. За мене е разбирливо дека и нешто да се направи идеално ќе биде објаснето во јавноста дека не е добро. Но јас барам од опозицијата конструктивност. Ако ние веќе разговараме за нешто, ќе мора да разговараме врз база на податоци и факти. Ме обвинивте дека немате доволни информации. Сите овие информации кои што јас денеска ги презентирав, претходно беа презентирани уште на самиот почеток кога отпочна постапката. Бидејќи првично прашав што, како и тогаш се впуштивме. Па го имавте на увид и договорот кој што ќе биде предмет на подпишување. Всушност, Максим Димитриевски, без одлука на Советот, ама буквално во оваа фаза не може да подпише ништо, а тоа што јас ќе го подпишам, е резултат на претходно непристрасност проведена постапка од страна на 10 члена комисија во која што има и внатрешни и надворешни членови, а за која што само председателот на комисијата ме брифира, било ставено на увид пред сите вас. Дали некој од советниците ја читал студијата за оваа тема, дискутиравме неколку пати. Јас не знам и не навлегувам во тоа. Од моја страна најтранспарентно од првиот ден како што почнав да работам и функционирам во општината, ќе работам до мојот последен ден. И ќе направам се за да ги подобрам условите, животните услови на нашите сограѓани. Во делот на постапка која што ја споменавте за обид за јавно-приватно партнерство, тоест продажба на дел од јавното предпријатие Куманово газ, во кое што и јас учествував како советник и гласав против. Ке ви кажам и сега сум горд на таа моја одлука, затоа што тоа беше обид за продажба, не изнаоѓање на јавен приватен партнер. Ние денеска, Куманово газ за да се развива и нашите јавни предпријатија, имаат потреба од дополнителен капитал кој што општината го нема да го вложи во нив. Но едно е кога чашава ќе ја продавате празна како чаша, друго е кога ќе ставите нешто во неа и ќе ја продадете како производ. Целта за капитализацијата на јавно предпријатие Куманово газ е да се капитализира, да добие пазарна вредност, да излезе како што излезе од финансиската криза, бидејќи ова јавно предпријатие беше затечено во долгови од над 300.000 евра, а денеска на жиро сметка има повеќе од 6 милиони денари и само планира капитални инвестиции за ширење на гасоводната мрежа. Тоа покажува дека интенцијата наша е да најдеме сериозен фактор во делот на гасификација кои што доаѓаат и разговараат, да го капитализираме предпријатието и тогаш да најдеме партнер кој што ќе влезе и ќе направи суштинска гасификација. Затоа овој случај денес и тогашната приватизација која што обид за приватизација која што беше некаде, ако не се лажам, 2011-2012 година,
Значи, не помина затоа што според мене сметав дека тоа е погрешен начин како се бара јавен партнер. Вие доколку сакате нешто да продадете, првично треба да му ја качите пазарната вредност. И ние да постапиме во овој случај со ова јавно-приватно партнерство и да им кажеме на потенцијалните јавни партнери дека нашата пазарна вредност во градот е ниска на јавното осветлување. Предпоставувам дека немаше да дојдеме до тие 20%, него процентот ќе се движеше некаде околу 5, 6, 8%, па можеби и тоа е максимумот. Но ако можеле да го направат тоа во Охрид за 20, што тоа Куманово е поинакво да не добиеме 20%? Со тоа што таму договорот е 15, а овде кај нас договорот е на 10 години. Онаа што мене како градоначалник, вас како советници и јавноста ќе ја интересира е да добиеме соодветно светло по стандарди и нормативи, да добиеме брз сервис за граѓаните откако ќе дојде до некој дефект, да имаме реакција 12 за 24, 48 или 72 часа, да се отклони тој квар и третото е да добиеме печат на зелен град. Бидејќи перспективата за искористување на европските средства е во таа насока, во континуитет се зборува за самоодржливи проекти, зелени градови. Тоа е перспективата. И ние ќе мораме да се стремиме во таа насока. Во случај да ова јавно партнерство не функционира, во секој момент можеме да ја поништиме постапката и работите да си ги почнеме пак од почеток. Ако ме прашате, дали сме имале до сега квалитетна услуга кон граѓаните во делот на јавното осветлување? Па отворено ви кажувам не. По цела недела кај мене на улицата кај што јас живеам не работи уличното светло. Интервенции безброј и кај директорот на јавно предпријатие и на други места. Нема функционалност на јавниот сектор. Со приватниот партнер верувам дека тоа поинаку, бидејќи ако не реагира, тогаш приватниот партнер ќе мора да плати пенали на општината. Затоа ќе мора да ги засилиме комуналните служби, комуналните редари, инспекцијските служби, да ги опремиме логистички, технички, да имаме луѓе на терен кои што со возила на општината ќе излегуваат навечер и ќе проверат каде тоа функционира, каде не функционира и да имаме целосен увид на состојбите во градот. Но за да такво нешто се направи, општината во рамките на инспекцијскиот надзор ќе направи комплетна динамика за контрола, заедно со секторот за комунални дејности, а исто така и ќе мора логистички да ги заекне капацитетите. Затоа што денеска во општината имаме едно возило на цела инспекцијска служба која што кога ќе тргне, не знаеме дали ќе стасат на одредена локација или не, пошто истото е постаро од 10 години. И општината е како крвни садови, сите се поврзани едни со други. Јавниот сектор е сервисот на граѓаните кои што го менаџираат менаџери кои што ги поставува општината. И јас ги поставувам, вие ги контролирате директно во делот на нивното финансиско и материјално работење. Воопшто не ми смета да се направи било каков увид во било кое јавно предпријатие, се со цел да се добие поквалитетна услуга за граѓаните, бидејќи истите плаќаат за тоа. Благодарам. Благодарам. Реплика, Петрушевски. Така, и во ова контрареплика од градоначалникот се повторија работите, зборовите со кои се сложуваме 100%, и за лошата досегашна ситуација и така натаму, и повторно надеж дека сето тоа ќе функционира, верување и така натаму, но преку оваа контрареплика градоначалникот мене не ме убеди дека треба да му верувам дека сите овие работи тој ќе ги заврши и ние како општина ќе
инкасираме по 14 милиони денари на месечно ниво, а целокупното функционирање на јавното осветлување ќе биде безпрекорно. И јас не верувам во ова работа, но навивам да биде така. Тоа е разлика и тоа е отприлике мојот конечен став. Благодарам. Благодарам. Дали советникот Милен Дановски се пријави за дискусија, повелете. Благодарам, госпоѓо председател. Почитувани граѓани, почитуван господин градоначалник, почитувани колеги советници, општинска администрација, почитувани медиуми, се јавив за збор со чувство дека има потреба некои работи да се дообјаснат заради граѓаните. Имено, постапкава за воспоставување на приватно јавно партнерство во Советот се дебатира повеќе од 8 месеци. Сега дојдовме пред финалето, кога треба Советот да се изјасни за тоа дали дава поддршка на овој концепт за решавање на ова јавна услуга која што е чувствителна и видлива буквално за секој граѓанин кој што живее во општина Куманово. Јас како припадник на мнозинството во овој совет, уште во старт се изјаснив дека давам поддршка на ваквиот концепт на размислување, но и дека бараме определени анализи, дополнителни проверки, дополнителни подпрашања на кои што требаше да се даде одговор. Инсистиравме на таквиот пристап, директно му се обраќавме и јас лично и колегите советници од мнозинство, но и од опозицијата, на господинот градоначалник, се со цел да го разјасниме тоа што на нас не ни беше јасно, бидејќи се работи за прва постапка во која што се изјаснува овој совет. Јас воопшто не би дебатирал за интересот на приватниот партнер. Приватниот партнер точно знае какви се неговите интереси за влегување во овој бизнис. Мене ми е интересен аспектот на јавниот партнер, односно општина Куманово, и тука сметам дека е потребно граѓаните да бидат убедени дека се направени напори да се обезбедат сите можни заштити од евентуални недоследности или подстандардно извршување на договорените обврски од страна на приватниот партнер. И во врска со тоа, сакам конкретно да му се обратам на господинот градоначалник со неколку сугестии кои што мислам дека ќе бидат мощно корисни и на кои што особено треба да се внимава во наредниот период. Имавме можност, господине градоначалник, од вас да ги слушнеме најважните поенти на договорот кој што треба да се потпише со приватниот партнер. Имаме и позитивни и негативни искуства. Вие рековте дека има позитивно искуство во Охрид, но имало негативно искуство во Кавадарци. Ние како јавен партнер, кој што одстапува бизнис на приватен партнер, кој што треба да го стопанисува 10 наредни години, може би период после кој што никој од нас, па и вие, нема да бидеме во позиција да даваме одговори за прашања кои што ќе произлезат во тек на реализација на овој договор. Договорот е долгорочен, потребно е општината да ги зајакне сите капацитети за контрола на квалитет на изведба на договорените обврски согласно подпишаниот или договорот кој што ќе се подпише за приватно јавно партнерство. Второ, морате да, особено вие, преку општинските служби, да посветите особено внимание на приливот на средствата од комунална такса за јавно осветлување, за да можеме ние како совет или некои наредни состави на совет да имаме прецизен увид во тоа колку е тоа, од која сума се тие 20%, но и не само тоа, туку да знаеме од која сума се тие 2% за реинвестирање во обновување на постојната инфраструктура за јавно осветлување. Овие служби кои што ќе бидат комисии, како и да бидат во нареден период, мора да имаат капацитет да ги мерат вредностите за кои што се подпишани во договор. Јас сум лаик, за мене ништо не значи 30 лукса, 20 лукса, 50 лукса, ништо не значи. Како предпоставам и за најголемиот број на граѓани. Но,
Тоа е битна ставка во договорот од повеќе аспекти. Јас особено ќе зборувам од аспект на безбедност во сообраќајот. Посебно мораме да обрнеме внимание да се контролира изведбата на јавното осветлување на крстосниците, таму каде што има постојан пешачки сообраќај, за да ги намалиме ризиците на учесниците во сообраќајот, особено на пешаците. Имате, значи, во таа работа, во тие активности ќе имате поддршка, но сакам да ви најавам дека и ќе имате, еве и од најавено и од граѓаните, и се обраќаме на граѓаните да помогнат слично на концептот кој што сега го воведува владата со мој ДДВ, па да, како што ќе бараат, нели, можност да имаат, да побараат поврат на ДДВ, да си побараат фискална сметка, на ист начин да бидат они сега наши контролори на терен и да информираат. Морате да направите некој кол-центар во општината, покрај кол-центарот што треба да го има приватниот партнер, за да можеме да имаме паралелност во следењето на постапките. Инаку се ќе се сведе на тоа колку ќе биде ефикасен приватниот партнер. Јас верувам во овој концепт. Верувам во вашите добри намери. Но јас секогаш кој го верувам и проверувам. Ова јавно го кажувам. Не заради мене, не заради вас, туку заради граѓаните. Ова е порака до сите граѓани. Почитувани граѓани, ние на вас сега ви нудиме концепт на подобро јавно осветлување. Вие треба да го искажете вашето задоволство или незадоволство. Дали овој концепт е добар или не е добар? Ако вие зборувате гласно, ние ќе знаеме што сме направиле. Ако молчите, никогаш нема да знаеме. А тоа ќе значи и повеќе притисок на приватниот партнер, но и на нашата општинска администрација да си ги врши своите работи како што треба. Значи, ќе завршам, јас ќе гласам за овој концепт, но секогаш во иднина, додека сум во можност, будно ќе го следам имплементирањето на овој договор и контролата на извршувањето на прифатените обврски, особено од приватниот партнер. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема пријавени. Ја заклучувам расправата и ве молам да се изјасниме дали сме за предлог одлуката за прифаќање на предлог за избор на најповолна понуда за воспоставување на јавно-приватно партнерство помеѓу јавен и приватен партнер заради модернизација и одржување на системот на јавно осветлување во општина Куманово. Повелете. Благодарам. За гласа 16 члена на Советот, 2 беа против и 6 мина воздржани. Констатирам дека ја донесовме одлуката за прифаќање на предлог за избор на неповолна понуда. За збор се јави советникот Драган Петковски, претпоставувам процедурално, повелете. Да, барам поединечно изјаснување. Во ред ќе пристапиме кон поединечно изјаснување. Атина Мургашанска. За. Томица Илич. Само момент, ќе го прекинеме поединечното изјаснување. Ова се случува по втор пат, значи колега не може да барате поединечно изјаснување и да излегувате. Нема за кого тогаш го спроведуваме. Вие изразувате недоверба во системот, вие барате поединечно изјаснување, со која цел ја напуштате седницата? Не се напушта. Тоа е злоупотреба на процедурата, ама во интерес на јавноста ние ќе го спроведеме во иднина. Доколку барате и напуштате, нема да биде спроведено. Да го повториме од почеток поединечното изјаснување. Да.
Дури, еве, службите ми сугерираат, пред да почне поединечното изјаснување, доколку некој во моментот е надвор од салата, го повикуваме да влезе. А со ова што вие барате поединечно напуштате, само правите злоупотреба. Но се надевам и така сме во постапка на менување на статут и деловникот, ќе ги прецизираме овие работи и ќе ги оневозможиме да се играте со волјата на граѓаните кои тие изразуваат со резултатите на изборите. Повелете да продолжиме со работа. Атина Мургашанска. За. За. Томица Илиќ. За. Благојче Ечимовиќ. За. Ивица Косовски. За. Сонја Тодоровска не е тука. Владимир Павловски. За. Милена Стојмановска. За. Самет Салиевски. За. Хана Джилјадини. За. Милијан Доновски. За. За. Ненад Ѓорѓевиќ не е тука. Александра Андоновска не е тука. Сашо Милковски не е тука. Ивана Николиќ. За. Ана Ангеловска. За. Саша Арсиќ. За. Драган Петковски не е тука. Па мора поред. Емилија Трајковска не е тука. Борислав Додевски. За. Саша Николиќ не е тука. Анета Шандева Доневска не е тука. Зоран Петрушевски не е тука. Невена Величковска не е тука. Мирослав Тричковиќ не е тука. Сашо Стошевски не е тука. Марија Цакиќ не е тука. Александра Тасиќ не е тука. Фатмир Идризи. За. Ферис Дервиши. За. Аделина Адеми. За. Наилја Османи. За. Флюри Мимери. За. И Осама Муадини не е тука. Благодарам. На поединечното изјаснување учествува вкупно 18 советника и сите 18 гласа за, нема против, нема воздржани. Констатирам дека донесовме првата одлука за прифаќање на предлог за избор на поголна понуда за воспоставување на јавно-приватно партнерство меѓу јавен и приватен партнер заради модернизација и одржување на системот на јавно осветлување во општина Куманово и посакувам долготрajno и успешно партнерство. Преминуваме на 8-та точка од дневниот ред, предлог одлука за дополнување на одлуката за спроведување на површини за градење со намена А2 на парцели лоцирани вон централно градско подрачје во граница на градежен реон на град Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повелете дали некој бара збор. За збор се јави раководителката на секторот Емилија Сларидис Јаневска. Повелете. Добар ден, почитувана председателка на Совет, почитувани советници, почитуван градоначалник, локална администрација, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Јас би сакала да кажам дека предлогот на оваа точка, што е испратен како материјал на 27.6.2019 година, по одржување на состанокот на Комисијата за урбанизам од страна на Советот на општина Куманово, извршено дополнување на истата и како таков материјал е доставен електронски кај вас на вашите мейл адреси на 3.7.2019 година, односно вака дополнетата точка изменета е предмет денеска на расправа на оваа седница. Измените се однесуваат дополнување на преамбулата и во членот 2 е изменета редоследот на реченицата. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг збор? Да, за збор се пријави советничката Анета Шандева Доневска. Повелете. Благодарам, председателке.
За волја на вистината, значи имавме комисија на урбанизам на која што разговаравме и се јавив најмногу во контекст да го пофалам професионализмот на раководителката која уште во тој тековен ден ни ја достави одлуката да не губиме време и да ја бараме истата. Секоја чест за доставеното. Меѓутоа, значи, да види градоначалникот дека сме конструктивни и секој е добро, ќе го пофалиме и понатаму. Ова се случува за прв пат, бидејќи многу пати јас и моите колеги имаме побарано од останатите раководители некои материјали или документи, меѓутоа до ден денеска ништо немаме добиено, но за тоа на некоја друга седница. Само би ја замолила раководителката во интерес на урбанизмот на нашиот град, во интерес на градежниците, на граѓаните, да може малку да ја образложите точката 2 од одлуката, за да им стане јасно, затоа што во точката 2 доаѓа до измени на веќе постоечките донесени ставови во претходната одлука. Чисто информативно, за да знаат сите, инаку одлуката секако ќе биде поддржана од наша страна. Благодарам. Благодарам. Повелете, раководителка. Значи, во предлог одлуката се менува и членот 4, односно во членот 4 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: по исклучок на став 1 од овој член, во случај кога со урбанистички план или урбанистичко-планска документација се планира калканско поврзување на објекти со намена А2 домување во стамбени згради и А1 домување во стамбени куќи, градежната линија на површината за градба на објекти со намена А2 задолжително да се повлече за најмалку 1/3 од височината на градбата до венец, која е планирана со урбанистички план од граница на градежна парцела кон сосед која е со планирана намена А1. Кога се планира калканско поврзување на објекти со иста намена А2, можно е повлекување на градежната линија за најмалку 1/3 од височината на градбата до венец или повеќе од граница на градежна парцела, сметано од страна каде се планира калканското поврзување, само во случај кога и двете градби не се реализирани и има добиено согласност од носителите на правото за градење на соседната градежна парцела, дека и соседната градба ќе се планира со повлекување на градежна линија од граница на градежна парцела согласно оваа одлука. Ова пластично објаснето би значило дека во урбанистички планови донесени 2011, 2012, 2013 година имаме детектирано досега 3 случаи, меѓутоа не значи дека и немаме други, каде што планираната градба со намена А1, планирана во детален урбанистички план приземје и 2 спрата и поткровје, директно се лепи со намена А2, планирано стамбена зграда. Во некои детални урбанистички планови разликата висинска е 2 спрата и поткровје, во некои 5 спрата и поткровје, што би значило дека луѓето што ќе останат да живеат во планираната намена А1 би останале без хумани услови за живот. Затоа вршиме интервенција со дополнување на членот на одлуката која веќе е донесена во 2017 година и во членот 9 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: по исклучок на став 2 од овој член, одредбите од членот 4 ќе се применуваат и за барање за кои не е издадена потврда за заверка на проектна документација во врска со добивање на одобрение за градење во електронскиот систем е-одобрение за градење. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Збор се јави советникот Милјан Доновски, повелете. Благодарам, госпоѓо председател. На Комисијата за урбанизам детално го разгледавме ова прашање. Таму беше закатната една дилема. Јас сакам ова сега да го искористам како јавен повик до раководителот на секторот по сличниот принцип за некои од наредниве седмици, како што сега зборуваме дека ги одлепуваме новоградбите згради до постоечки индивидуални или семејни куќи, за некоја наредна седница да се подготви обратно, да не може новоградба индивидуална куќа, согласно постоечкиот урбанистички план, да се лепи до повеќе катница или стамбена зграда, аналогно на ова што е донесена ова одлука. Само една сугестија за размислување, дали постои законска можност во нареден период тоа да го донесеме, за да можеме да работиме на хуманизација на услови на живење на граѓаните во Куманово, бидејќи сме сведоци на една
немила состојба да висат темели на куќи, луѓе се вознемирени, уплашени за нивниот имот, а ние фактички сме немоćни бидејќи немаме претходно донесени такви одлуки. Ова е одлука во интерес на граѓаните, како што гледам поддржана и од мнозинството и од опозицијата, и во таа релација доколку постои можност законска, ве замолувам за некои од наредни седници дополнение на истиот овој член со тоа да биде стамбена зграда према куќа, но и куќа према стамбена зграда кога е новоградба. Благодарам. Благодарам. За збор се јави градоначалникот Максим Димитриевски. Благодарам, поштувани советници, мене ми е навистина драго, еве вака кога ќе чуем дека имаме одлуки кои што буквално не обединуваат. Тоа навистина покажува сепак за капацитетност во дел на јавниот интерес кај граѓаните. Само конкретно сакам да брифирам и за вас и за јавноста во делот на она што значи урбанизмот во градот. Ако се сеќавате, оваа одлука ја донесоме на почетокот на мандатот и имаше многу шпекулации. Јас до ден денесен се уште стојам на видувањето. Како истото што го зборував и во текот на кампањата, дека урбанизмот не може да биде желба на инвеститори, а уште помалку на извидувачи во градежниот бизнис. Урбанизмот треба да биде правилен, стратешки планиран од страна на општината. Една од целите зошто беше формирано јавно предпријатие за просторни урбанистички планирања е токму тој, бидејќи во новиот закон кој што треба да стапи на сила, ќе имаме заводи кои што своевремено беа во функција на урбанистичкото и просторното планирање во градот. Така да постои голема можност да согласно законот и одлука на Советот, ова наше јавно предпријатие ја преземе улогата на еден завод, кој што стратешки ќе го планира градот каде и како ќе се движи, на кој дел ќе се шири. Лошите навики не само во општина Куманово, генерално во Република Македонија, се дека урбанизмот го креираат инвеститорите. И сега се случуваат, овде имаме зграда, колективно домување, тука имаме индивидуално домување. Се лепат едни со други и градот не личи на ништо. Ова одлука само ќе даде поголема можност, бидејќи имаме голем број на урбанистички планови кои што се на сила, а и потенцијалните инвеститори кои што се иницијатори на новите идните урбанистички планови, ќе дадат можност на оние луѓе кои што не се опфатени со урбанистички план да имаат право на живот. Тоа значи да не ни се случуваат објекти како на улица Гоце Делчев, кај што објектот се опожари на фамозната зграда, кој што беше залепен позади зградата и додека не бидна пожарот, никој не знаеме дека тука има објект. Замислете, стамбена зграда од 1000-2000 квадратни метри во основа, а веднаш до неа залепена куќа со катност 5+, приземлje 5+1, 5+2, небитно е, во вечна сенка, без осончување, без проветрување, без ништо. Ова одлука оди во тој контекст. Јас сум и благодарен на разбирањето. И ова е само една од мерките да се одвикнеме од лошите навики. Да, јас поддржувам инвестиција на сериозни проекти во делот на индивидуално колективно домување, во делот на трговски единици и така натаму, но на парцели кои што го овозможуваат тоа. Кај нас се создаде едно темпо да секој кој што има одредена парцела сака да си вцрта зграда. Од една страна, од финансиски аспект, за општината тоа може би и добро, бидејќи се прибираат комунали. Но од друга страна, ние создаваме сериозни импликации на градот во делот на неговиот правилен раздој. Затоа, во рамки на делот на урбанизмот ќе порачаме стратешки документи, студии, анализи во делот на урбанистичкото планирање
Како тоа на долгорочно ниво Куманово во следните 10, 20, 50 години да се развие за да добие лик на една модерна и урбана целина, а ова се само мерките да спречиме да генерираме дополнителни проблеми. Знаете како е, ќе дојде некој собственик на објект, има всредба на улица Серава. Дојдоа представници од 15-тина семејства. Велат градоначалник, тука има вцртано зграда, инвеститорот дојде и сака да направи зграда. По секоја цена да го залепи објектот зградата на тремот на мојата куќа, што е несвојствено. Согласно актите кои што се на сила, согласно ДУП-от, урбанистичкиот план, кој што поминал на седница на Совет, во постапка, се е според законот, создава и генерира проблеми на тој човек да сакал, не сакал, мора да се исели од тука. Вели, ќе направиме револуција, тоа нема да го дозволиме. Јас ги разбирам луѓето. Од друга страна, инвеститорите велат, градоначалник, нас ние по закон, ќе си платиме се уредно и ќе си градиме. На Куманово не му се потребни такви инвестиции. Во Куманово повеќе не е дозволиво да одите по тротоари да се сопнете од скалите на одреден објект кој што е во функција на семено домување. Ние имаме за обврска да го менуваме ликот на Куманово. Тоа нема да биде процес кој што во мандатот на Максим Димитриевски ќе биде завршен. Тука треба, јас ги носам во мојот мандат непопуларните мерки. Но може би потоа ќе дојде некој кој што ќе продолжи со таквата политика и на вистина врз база на овие стратешки документи кои што сакаме да ги донесеме, ќе даде реализација на една модерна и урбана средина. Може да се набројат десетици па и стотици објекти во нашиот град кои што генерираат сериозни проблеми и во делот на постоечка инфраструктура, но и паралелно генерираат проблеми во непречено одвивање на сообраќајот. Бидејќи ние со ваквите објекти ги трансформиравме булеварите во улички и во паркиралишта. А тоа е се едно со друго поврзано. И сега кога ќе оди постапката за одбележување и за поставување на столпчиња на трета македонска ударна бригада, некои граѓани ќе се соочат со проблемот каде да го паркираат своето возило. Кога купувате стамбена единица, должни сте да си обезбедите паркинг. Тоа што некој му дозволил на инвеститорот да изгради објект, а да не изгради паркинг и паркирање во објектот, и самиот подрум кој што е планиран за паркирање да го трансформира во дуќан, трговска единица и така натаму, треба да биде предмет на други истражни органи. Тоа е обвинителство и МВР, за да им ставиме крај на таквите појави. Но од доаѓањето на челната позиција, значи не давам согласност за такви објекти, освен оние објекти кои што се веќе во постапка и не можам во системот за издавање на дозволи да ги вратам назад, бидејќи ќе ја тужат и ќе ја добијат општината. Бев ставен пред свршен чин во 3 такви ситуации да потпишам дозволи за градба, каде што не сакам и не се вклопува во мојот начин на размислување, но постапките беа отпочнати и не можев ниту на еден начин да ги вратам назад. Оваа одлука само ќе даде помош во рамките на постоечкото законодавство да не продолжиме така и дополнително да ги дадеме насоките на инвеститорите и на оние што се во градежништвото каде и како да се движат. Ако може да никне една стамбена единица на локација на поранешен 1. мај, за кое што потписав дозвола, но барав дополнително уште еден спрат на подземно паркирање од самите инвеститори и го прифатија тоа. И истата таа локација да се предвиди проширување на трета македонска ударна бригада, булеварот со уште една трака. Бидејќи кога градите една сериозна надземна инфраструктура, треба да планирате и подземна инфраструктура.
а тоа е и атмосферска, и фекална канализација, и напојување сообраќајно до објектот. Водоснабдување и така натаму. Значи, сето тоа е во составниот дел на стратешко планирање на урбанизмот. На Куманово му требаат такви инвестиции. Исто така, требаат и мали инвестиции во дел на мали урбанистички парцели. Но сето тоа да не биде на уштрб на останатите околу себе. Затоа уште еднаш благодарам на разбирањето што ја прифаќате оваа одлука. Благодарам. Благодарам. За збор се јави Ферис Дервиши. Први, па потоа Драган Кирковски. Процедурално повелете. Благодарам. Иако во многу работи се сложувам со градоначалникот, би ве замолил во иднина да сите дискусии ги усмерувате на точката на дневниот ред. Бидејќи во оваа дискусија имаше многу работи кои што нема никаква врска со точката на дневниот ред. Доколку некој сака да си прави пресконференција, нека си закаже пресконференција, а не Советот да го користи за промоција. Благодарам. Благодарам. Не гледам простор за ваква забелешка, бидејќи сето се однесуваше токму за причините кои го мотивирале градоначалникот да предложи ваква одлука. Барем јас така го доживеав, а претходно за збор се јави советникот Ферис Дервиши. Повелете. Благодарам, председателке. Јас сакав само да се придружувам на дискусијата, бидејќи како председател на Комисијата за урбанизам на денот на седницата ние поопширно го елабориравме темата, конкретно тоа што јас го кажав во комисијата, сакам да го кажам и тука. Со самиот факт дека градоначалникот изјавува дека без своја одлука требаше да потпише за некои објекти, поконкретно за 3 објекти, кои не се совпаѓаат со стратегијата на урбанистичкото планирање во Куманово, доколку идните инвеститори се ставаат во позиција во нерамноправна позиција со претходните инвеститори, просто кажувам дека по една парцела ние сами сме донеле одлука да искористувањето на проектот за изградба да биде максимум 50%, а другиот дел да биде зеленило, додека објектите кои сега се легализирани имаат можеби 100% искористеност и узурпација на местото, не ставеле место за тротоари, го пречекориле висината, и сега се ставаат во неравноправна позиција со тие што инвестирале порано. Треба и со закон е регулирано дека 1/3 или ако градиш 30 метри височини, 10 метри треба да се оддалечиш од точката на границата со соседот, а тој можеби се приближил 1 метар или можеби го користил комплетно парцелата и го има легализирано објектот и живее тамо, а овој другиот треба да се оддалечи 1/3 во аспект на височина на објектот. Просто со вакви интервенции јас мислам дека не можеме да кажеме дека имаме стратешки план за просторно уредување на градот. Мислам дека малку посуштински треба да се направи оваа анализа. Ние 8 години се обидуваме да го смениме генералниот урбанистички план, на парцелен начин сме го измениле негде и се повторно стварал проблеми, а не олеснување во доменот на градбата во Куманово. Значи суштински да се размислува кога ги донесуваме одлуките, бидејќи со вакви одлуки кои адхок и брзински се донесуваат, велам адхок, бидејќи ние немаме законски начин како да ги санкционираме тие што граделе, а овие другите градаат и се во нерамноправна ситуација. Благодарам, не сакам да додам повеќе. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Моми Иванов? Не, се извинувам, ми се стори дека се пријави. Бидејќи нема
други пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за дополнување на одлуката за спроведување на површини за градење со намена А2 на парцели лоцирани вон централно градско подрачје во граница на градежен реон на град Куманово, ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. За гласа 22 члена на Советот, ниту еден против и 2 воздржани. Констатирам дека ја донесовме и ова одлука. Со ова го исцрпевме предвидениот дневен ред. Ви благодарам на учеството и ја заклучувам 29-та седница на Советот на општина Куманово. Благодарам.